ова издание. Женско предприемништво, традиционалните сваќања се уште го кучат македонското општество. Кина неодамна слета на Марс, стана трета држава што успеала да го направи тоа. Нова технологија, мобилните телефони може да ги заменат очните лекари. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Да се биде жена предприемач во македонското општество се уште значи само докажување, како и вложување повеќе труд за да се дојде до успех. Тоше Огњанов ја има приказната за пречките кои што стојат пред македонките предприемачки. Ние како жени моравме од оваа страна многу да се едуцираме и многу да се вложуваме за да успееме. Значи, секој едно слободно време беше едукација. Ова е дел од искуството на Даница Личанин Блажевска, една од македонските успешни жени предприемачи. Таа веќе 25 години го води ланецот од продавници Рептил, каде е основач и генерална директорка. Патот не бил едноставен, особено зашто како жена се решила речиси без капитал да почне собствен бизнис. На сите страни сме дискриминирани, бидејќи мислам дека нашите бизнисмени не почитуваат бизнис како бизнис партнер кој коректно се однесува, туку само не вреднува по големината. Значи, јас ако бев со €1.000.000 господја која тргнала да прави бизнис, немаше проблем, сите ќе ме почитуваа. Ама бидејќи тргнав да правам бизнис од €10 во джеп, односно марки беа тогаш, е сосема друго нешто. Зачекорувањето во бизнис светот и натаму е голем предизвик за мнозинството жени во македонското општество. Пречките со кои се соочуваат влечат корени и од традиционалните сваќања. Сепак имаме менталитет кој што кај нас вели жената е онаа која што е столбот на фамилијата, таа се грижи за фамилијата и така натаму. Значи тој менталитет и жената која што не мора да носи финансии, за жал се уште стои како една парадигма овде. Од друга страна пак имотот кој што најчесто се пренесува нели во наследство, многу мал е процентот кога се пренесува имотот на име на жената. Националната платформа за поддршка на женското предприемништво беше формирана неодамна, а со цел да се олеснат можностите за напредок. При тоа диалогот се води и со државните институции и со самите семејства. Многу често се работи со целата фамилија, затоа што целата фамилија мора да биде свесна што значи тоа ако жената има женско предприемништво, ако таа се зафати сериозно со бизнисот, дека ќе биде вин-вин ситуација за целата фамилија, за да не прават при тоа проблеми и пречки нели на жената за да си го развие сопствениот бизнис. Жените што на свој грб ги искусиле препреките, посочуваат дека државата првично треба да обезбеди повеќе градинки, и тоа со работно време усогласено и со приватниот сектор. Доколку би имале децата кој да ги чува, тогаш мислам дека уште поголем замав ќе има женското предприемништво. Затоа што сепак и самото битие ни кажува дека нели треба да родиме, треба да створиме семејство, а не да се откажеме од истото за да бидеме успешни. Затоа што успехот е за мене дека треба и семејството да биде позитивно и да се одржува, ама и бизнисот. Од Министерството за економија велат дека во рамките на повеќегодишна стратегија за развој на женското предприемништво, меѓу другото се пременуваат и мерки за поддршка на проектите поднесени од жени. Сепак, поради пандемијата, голем дел од тие проекти не се реализирале. Најавија дека до крајот на годинава следи нивна ревизија и можна реализација. Од Скопје за гласот на Америка, Тоше Огњанов. Лансиран одбранбен сателит на американските вселенски сили. Кина слета на Марс, а се подготвува и лансирање на сателит кој ќе биде целосно изработен од дрво. Ара Шарабасади ги пренесува најновите информации поврзани со Вселената. Нова ракета се наоѓа одбранбен сателит на американските вселенски сили. Американската компанија United Launch Alliance го заврши лансирањето по 24-часовно одложување поради проблеми со системот за кислород. Овој сателит е дел од систем за рано предупредување на ракетни напади, тој е петти кој се приклучува на мрежата. Во меѓувреме НАСА ја лансираше подорбиталната ракета Black Brant 12. Оттаму велат дека мисијата има за цел да им помогне на научниците да дознаат повеќе за енергијата и моментумот во региони од Вселената кои се магнетно поврзани. Дел од мисијата вклучува и испуштање на пареа од бариум,
Агенцијата вели дека парејата е безопасна за животната средина и за јавното здравје. НАСА ја објави оваа фотографија од лансирањето. Кина пак објави фотографија од кинескиот ровер кој слета на Марс. Мисијата е истражувачка, а името на роверот е Журонг, по кинескиот бог на огнот. Кина им се придружи на Соединетите држави и на поранешниот Советски сојуз, како една од трите земји кои успеале да слетаат на Марс. А САД е единствена која тоа го има направено повеќе од еднаш. На земјата, приватната компанија за вселенски летови SpaceX ја заврши својата 15-та мисија годинава со ракетата Falcon 9. Лансираше дополнителни 52 сателити кои се дел од незината глобална интернет мрежа Starlink. Астрономите велат дека сателитите ќе го блокираат нивниот поглед, а SpaceX вели дека тие ќе донесат брз интернет во заедниците каде го нема. И на крајот, доколку се оди според планот, наскоро во орбита треба да се најде најеколошкиот сателит досега. Дизајнерите го направија Visa Woodsat од дрво. Сакаат да видат колку ќе биде издржлив во Вселената. Јари Макинен од Woodsat вели дека мисијата има за цел истражување. This satellite is studying the possibilities. Овој сателит ги проучува можностите, го проучуваме однесувањето на дрвото во Вселената. Ова нема да биде голем бизнис, но мислам дека е така, но ќе постои мал пазар и за вакви материјали. Дизајнерите велат дека овој сателит може да ги намали емисиите на штетни гасови предизвикани од производството на традиционални сателити преку замена на материјалите со дрво кое е одржливо. Тој исто така би ја намалил количината на метален отпад кој орбитира околу Земјата. Woodsat треба да биде лансиран подоцна годинава. Посетата на очен лекар може да стане минато откако една компанија разви нова технологија за паметни телефони која овозможува да си го проверите видот од удобноста на вашиот дом. Поради пандемијата, луѓето ширм светот имаа проблеми со посета на лекар. Компанијата IQ им овозможува на пациентите да бидат свој очен лекар дома. Фокусирани сме на развој на достапни точни тестови за оптика што можете да ги направите на вашиот паметен телефон. IQ Vision Check 2 е уред кој работи со паметен телефон за преглед на очи, кратковидост, далековидост и астигматизам. Vision Check 2 ви помага да ги измерите корективните сили, за да можете да ги искористите резултатите за да нарачате очила преку интернет. Во серија тестови на корисниците им се прикажани две линии под различни агли на хоризонтот со користење на уредот Vision Check 2, за да ги прилагодат додека не се преклопат. Се заснова на патентирана технологија MIT, која е лиценцирана исклучиво за IQ. Тестот во основа проектира неколку зраци светлина во вашето око и со тоа можеме да направиме пресметка на моќноста која ви е потребна за да гледате јасно. Фиби Ю е директорка за маркетинг на IQ. Таа вели дека Vision Check 2 не е наменет за да го замени очниот лекар во целост. Ако ви треба нов број очила, нашиот производ може да помогне. Со пандемијата која го ограничи патувањето, компанијата забележа раст на деловната активност. Луѓето се подготвени да побараат други решенија што може да ги направат дома и воопшто со поголемо ниво на удобност. Ю вели дека има големи импликации во земјите во развој. За луѓето кои немаат традиционален пристап за нега на очите. Тие немаат квалификуван лекар, а ефтино решение како нашето навистина може да го промени нивниот живот. И како што полеко одминува пандемијата, овој преглед за очи во вашиот дом е една визија за подостапен пристап кон заштита на видот. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Со мене се гледате повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.